Во студиото на Здраво Македонијо по 9 часот се дружиме со Тина Дамеска, психолог, европски акредитиран системски и семеен психотерапевт, Маја Дукова, сертифициран туристички водич и дизајнерката Ирина Михајлова. Останете со нас до 11 часот. Така, останете со нас до 11 часот и уште еднаш да ве поздравам. Велам добро утро за сите вас кои сега се вклучуваат на Канал 5, но и уште едно добро утро за сите вие кои сте разбудивте заедно со мене од 6:45 го испивте првото утринско кафе, може и второто да го подготвите, бидејќи имаме одлични разговори. Цеца веќе ми се насмеа, бидејќи сме 5 дами на оваа маса, Цеца. Верувам дека ќе уживаат и нашите гостинки и нашите гледачи. Така, добро утро, бисера официјално, ќе биде предизвик денеска да се надзборуваме 5 жени на маса, но навистина многу интересни теми и професии. Верувам дека ќе уживате и во овој дел од емисијата, како што често знаеме да кажеме, можеби омилениот за нас, бидејќи цел да некако ги чекаме гостите да ни пристигнат, да видиме тие што имаат да ни кажат. Ќе станеме нешто и во кујна, подоцна, да не откриваме ајде се, но да им посакаме топло добре за почеток. Така е, убаво што велиш ги чекаме гостите, некако како да се одвикнавме од она чекање на гости на времето кога не се најавувавме, па си доаѓавме. Еден гостин отишол, друг дошол, не знам кај вас дали било така, али кај мене секогаш имаше гости од сите генерации. И навистина убаво кога видиш Цеца ги едве чекаме да дојдат гостите. Така. Навистина е така. Да си ги поздравиме уште еднаш Маја Дукова, која што не е за прв пат во Канал 5 телевизија, препознатлива како планинарка, дигитален креатор, сертифициран туристички водич, љубител на здрав начин на исхрана и кулинарството и 3 точки ќе оставим. Добро ни дојде. Благодарам за прекрасната најава. Добро ве најдов и ептен ми е драго што овој пат сум овде во овој дел од студиото. Да. Но нема да ја изоставиме и кујната. Секако без кујната ништо, тоа се доаѓа рака под рака. Да. И ви благодарам многу на поканата. Ќе ми биде мило да разговараме за прекрасни теми. И нас ни е драго затоа што има навистина многу теми со кои што можеме да зборуваме за тебе, да ни дадеш предлози каде да одиме на патување како туристички водич, како планинар кои убавини да ги видиме во Македонија и ние на масата, но и гледачите да дознаат многу интересни работи од тебе. Веднаш до тебе Ирина Михајлова, дипломиран дизајнер, председателка и основач на Сдружение за циркуларна култура и одржлив развој. Одличен настан, можеби за прв пат ќе кажам од ваков тип ќе се одржи на 12 септември на познатиот Плочник, така и од времето останато Плочник, верувам ќе знаат и новите генерации, но ќе објасниме second hand настан или настан со предмети од втора рака. Така, Ирина. Точно така, да ви посакам и јас добро утро на вас и на гледачите на Канал 5 телевизија и да се заблагодарам за поканата. На 12 септември се подготвува еден голем настан кој што ќе се случи на Скопски Плочник. Има луѓе кои што пишуваат изминатиот период кои што си од други градови од Република Македонија. Да појасниме, тоа е во центарот на градот, позади агромеханика. Мислам дека речи си е невозможно да не најдат. На крајот од денот секојаш може да застанат некои и да прашаат, па во текот на емисијата и ќе објасниме зашто точно станува збор и што све ќе вклучува тој настан. Така, ние често доаѓаме кај тебе да слушнеме за second hand или гардероба од втора рака, меѓутоа сега кај нас ќе ни објасниш малку повеќе, рековме во текот на емисијата, да слушнеме што се ќе видат посетителите кои што ќе дојдат на тој настан. Тина Дамеска, психолог, европски акредитиран системски семен психотерапевт, како и тренер во школата за семена и системска психотерапија, воедност и председателка на Алтернатива и супервизор на програми за родители и деца. Имаме посериозна тема со вас, секогаш со психолозите малце ни се посериозни темите. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Пријатно е во вашето студио, јас сум вака сефте на овој начин. Драго ни е. Ми е мило вака што и веќе разговараме за значајни теми денес. Да, токму така па би можеле со вас и да почнеме. Најчесто или во последниот период темата за разводите е, да кажем, актуелна, иако за жал не би требало да биде толку многу актуелна, но минатата година истражив дека има една статистика 2185 разводи, што еве и вас ќе ве прашаме како психолог дали е многу или малку, кои се причините, оние кои што доаѓаат кај вас, дали можеби една од посериозните причини се разводите, бидејќи на психолог доаѓаат и луѓе кои што имаат и други проблеми, не само брачни. Вака со ведри теми да почнеме. Со ведри теми, да. Знаете како, обично ние велиме за да дојде до еден развод или за да дојде до некаков
до некаква нефункционалност во бракот, треба да постојат повеќе причини. Најчесто не се сопнуваме само на едно камче. Што тоа значи? Тоа значи за да еден брак стане нефункционален, потребно е веројатно време, но понекогаш просто како уште на самиот почеток бракот да не заживува, односно не дошол до оној момент да се изгради, бидејќи од двете страни, ние велиме од семејствата по потекло, има силни влијанија и тоа е очекувано во еден период кога бракот е тазе. Но задача и одговорност на сопружниците во бракот би требало да биде да тие нивни граници во својот нов систем ги зајакнат на нивен специфичен, поразличен начин. И што тоа значи? Тоа не значи дека ние треба да изградиме кинески ѕидови околу нас и да никој не допира до тој брак и да немаме контакт со останатите членови. Напротив, тоа значи да заеднички се договараме што за нас е функционално, што е за нас важно, да ја почитуваме нашата интимност во секоја смисла на зборот, да ги почитуваме нашите граници кон останатите членови од другите семејни системи. Сакам да кажам дека понекогаш и тоа знае да биде причина, народски кажано, ми се мешаат во бракот. Мајка ми, татко ти, овој, оној. Знае да доведе до некаков, да речеме, предизвик во самиот брак уште на сам почеток. Што тоа значи? Тоа значи дека понекогаш овие влијанија се уште поголеми, јас на оваа тема веќе имам зборувано, а тоа е дека овие влијанија се многу поголеми кога доаѓа и детенце. Кога доаѓа и детенце во нели на ред, кога доаѓа на овој свет едно детенце, и тогаш веројатно од желба да нели бидеме присутни во животот на тоа дете на некој поразличен начин, како баби, како дедовци, знае да тоа некако ја наруши таа можеби динамика што парот сака да ја воспостави. Меѓу другите причини знаат секако да бидат и изневерувања, и разноразни зависности. Значи, причините за развод може да бидат многу бројни. Но најголемата причина, ако јас можам некако да ја издвојам како таква, е немање на соодветна комуникација. Она што старите го викаат, треба да имаш една разбирачка. Мојата баба така викаше, треба разбирачка да имаш. Што тоа значи? Што таа разбирачка значи? Разбирачка значи дека... Што значи, извинете, разбирачка порано и сега? Може би некој пат било прекјути си само нели да има мир во куќа, денес не е баш тоа разбирачка. И тогаш имало високо функционални парови со почит кои што до крајот на животот функционирале на тој начин. Не е дека во минатото било тоа нели резервирано, дека жената секогаш треба да е со наведната глава. Напротив, но дефинитивно важи ова што го велиме и тогаш и сега, комуникацијата да е нешто што е на, да речем, на пиедестал. Кога викаме комуникација, само што ова ќе го кажам, комуникацијата што всушност значи? Ние сите, нели, Господ не го дал јазикот за да можеме да се разбираме, ама како да не се разбираме? Тоа значи како во еден момент во бракот, во врската, како да еден збори, не знам, мандарински, другиот збори, не знам, свахили. Да. И сега тоа е тешко некако да се разбереме. Сите ние сакаме да се разбереме, ама како истиот јазик да не го зборуваме? Партнерите треба да најдат начин да меѓусебно се разберат кои се за нив основни потреби. Понекогаш парот сака да, не знам, еден од нив има потреба да се чувствува ценет, вреднуван за тоа што го прави и слично. Можеби другиот има потреба од нешто поинаку, тоа треба да се искомуницира. Колку сме спремни на промени и да го примениме она што им го советуват. Ви доаѓаат ли парови заедно, маж и жена, и да признаат, велат тоа е, значи пред развод сме, може ли некако да го спасиме бракот, меѓутоа колку се спремни да променат нешто, она што вие би им го советувале, затоа што нели индивидуална, не сите парови имаат исти проблеми. Како рековте, може материјално да биде, може изневерување да биде, предпоставам и различен совет им дават. Но ве слушаат ли? Да, тоа многу зависи од капацитетите на самата личност, односно на личностите во тој момент, пошто станува збор за двајца, но во исто време тоа многу зависи од нивната волја. Да. Велат, нели, каде има волја, има и начин. Ако има волја, ние можеме да поместиме планини, брда и долини и да функционираме, нели, на начин на кој што ќе функционираме и од тој, да речеме, оган, од тој пепел, од таа криза брачна да излеземе уште посилни и појаки и можеби постабилни и така натака. Но доколку се појави
еден очај, една рамнодушност која што веројатно се должи на долгогодишна исцрпеност на ресурсите на таа личност или на целокупниот систем, односно на целокупниот пар, тогаш може би е добро време да се побара стручна помош и да не чекаме да тоа биде некаде на крај. Ова е една препорака и до гледачите, да не дојдеме до ситуација, ние се разведуваме, па ајде сега да видиме дали може со чаша вода да го изгасиме оганот. Да. Што значи дека има парови кои што и декако знаат да работат на тоа, да прифатат одредени можеби сугестии, одредени идеи, но секако тие идеи треба да бидат за нив функционални, да произлезат од нив и да, пак ќе речам, каде има волја има начин и да работат на тоа. Понекогаш доаѓаат кај нас не со таа причина. Доаѓаат со причина ние сме на чисто во однос на разводот, дефинитивно нели знаеме, да потврдиме, да видиме до каде сме, што сме. Вие како судија тука, па да, треба да се понекогаш можеби и тоа се очекува, иако јас нагласувам дека ние не сме во таа улога тука. Ние сме во улога нели да помогнеме да го изнедат можеби најфункционалното, најефикасното решение за нив. Но понекогаш доаѓаат од друга загрижа, доаѓаат од загрижа кога е повторно ќе речам вклучено дете или дечиња. И како да останат во нормални односи. Така е. Како ова да биде најбезболно, како ова да биде најбезбедно, како ова да биде можеби со најмалку штета. Вие знаете, ние очекуваме да функционира све исто, а работите се промениле. Тоа не е можно. Со други зборови, ние мора да најдеме начин како да изведеме, да извлечеме можеби најдобрата можност за сите. Така. А што ги советувате оние партнери кои велат па остануваме во брак само заради децата? Ние не се сакаме, веќе нема љубов или нема разбирање, нема комуникација, но сме заедно за децата да нема, нели да не растат поделено со мајката и таткото, затоа сме во брак. Знаете како? Ова е една тема која што е многу широка. Може да се случи да дојдат парови кои што функционирале на овој начин и 10 години пред да добијат дете. И тогаш јас знам да прашам, тогаш го немаше детето. Или децата. Да. Како тогаш функциониравте и зашто тогаш функциониравте? Ако е сега за децата, што се случуваше во тие 5 години, 10 години така? Па они знаат да кажат нели тогаш, ама тоа беше едно, тогаш бевме заљубени, па после беше ова, па после беше тоа и така натака и така натака. Понекогаш знаат да дојдат парови и да кажат ние сме тука за децата и ќе останеме во брак заради децава, да не ги загрижуваме, да не ги ова, а децата имаат по 30 години. Добро, има и такви ситуации. Со други зборови, тоа дете можеби веќе се отпилило, излегло од мајчиното гнездо или од домот или од што и да е, нели? Можеби веќе има свое семејство, точно. И сега ние сме заради децата, нели? Добре, се алудирав на помаливе деца, ама вие сваќам поентата, да. И сега доаѓаме до она што вие прашувате, а тоа е оној среден момент кога стварно децата се можеби мали, можеби или полнолетни, тинеџерски години, и секогаш има грижа заради која што нели факт кога се мали, како тоа ќе изгледа, колку ќе го гледам детето, тоа е оправдана грижа кај родителите и страв. Не е исто да вие вашето дете си го гледате еднаш во 2 недели, или еднаш во недела, или дали ми е тука секој ден кога ќе станам од спиење, прво да, не знам, да дзирнам да ми протрча низ собата. Не е исто. Тоа е добра причина да се размисли, заради тоа што ние веќе имаме одговорност не само еден кон друг, туку имаме одговорност и кон овие деца. Тоа е факт. Меѓутоа, не тоа да се става на терет односно на плеките на децата. Затоа што нема потежок терет од тој. Да едно дете треба да биде чувар на бракот. Ако веќе одлучуваме да останеме во брак, тоа треба да биде наша одлука, но ние да работиме на тој брак. А не да бидеме дома крвни непријатели и да тоа дете гледа карачки, тепачки, не знам што. Но битно тие нели не се развеле само за дека така е. Така е. Значи затоа треба да се работи на тој брак. Па имаше една фраза, вика подобро добар развод него несреќен брак. Сега да нема сватати гледачите погрешно, меѓутоа подобро да нема тензии во домот отколку да се расправат, ама по секоја цена да бидат во брак.
Знаете што, овој супер прашање Бисера, од ова некако веројатно треба да ни биде јасно на сите што таа тензија значи. Денеска тензија зборот и стрес зборот и некако прагот на толеранција ни е многу низок. Како да не знам, се скаравме, он ми го кажа тоа или она вака направи или ова Многу сме осетливи. И како да сакаме веднаш тоа да го спакуваме и да заврши таа приказна. Ова е веројатно не е само така кај нас, него е веројатно некаков светски тренд во однос на било кој однос, не само во однос на брачните и семејните односи, туку во однос на било кој однос. И во работни односи. И во работните односи, не знам. Толеранцијата е на Така е. И тоа многу кажува веројатно за нас што е тоа што можеби сме направиле добро, дека не треба се да трпиме во животот по секоја цена, но ние како да отидовме во некоја друга екстрема, а тоа е онда јас ништо не трпам. Се согласувам. Не може да имаме двајца различни, не може да има две различни единки, па дури да се сијамски близнаци и да они идентично мислат, се однесуваат, во се поддржуваат, во се разбираат. Што значи дека таа тензија, доколку е нешто што се решава, одговор на прашањето, доколку е нешто што се решава, доколку е нешто што можеме да го надминеме, доколку е нешто што може да биде од корист за сите, доколку е нешто што ќе ги унапреди нашите вештини на комуникација, па ќе седнеме и ќе се слушаме прво малку, наместо само да му возвратиме на партнерот, туку ќе слушнеме малце што има позади тие зборови, тогаш тоа треба да се решава. Секако, доколку станува збор за ова што пред малку го рековме, безбедноста, насилството, значи многу нешта кои што и текако се тешки и значени, тогаш веќе зборуваме за некоја друга ситуација, не само за редовна тензија. Да, широка тема. Рековме, имаме многу прашања и многу за зборување, но ајде да ги вклучиме и другите девојки. Кажавме 12 септември на Плочник ќе се организира голем секонд хенд настан Ирина. Ќе дојдеме сите, нели? Ви интересираат вакви видови? Мене ми е роден ден на 12 септември, така што може да го прославим. Роден ден, апсолутно. Супер. Да. Што ќе се случува и на колку се изведувачи има, што се ќе видат посетителите, нешто ни донеси ти на масата да видат и гледачите. Така, значи како што веќе најавивме, на 12 септември со почеток од 12 до 16 часот на Плочник ќе се случува еден голем, јас би го нарекла, пазар за старини, кој што ќе вклучи 90 плюс изложувачи и целиот настан ќе биде поделен во зони. Најголемата зона ќе опфатат изложувачите кои што ќе ни ги представат своите приватни колекции на облека и предмети од втора рака, но тука никако не сакам да ги исклучиме и нашите локални занаетчи. Ќе имаме зона на ракотворби. Јас за нив би рекла дека би ги кренела на пиедестал тие луѓе затоа што заслужуваат и како поддршка, поготово од луѓето од нашата држава. Ќе имаме хуманитарна зона, значи ќе има тезги каде што сите средства кои што ќе се соберат ќе се пренасочат за социјално загрозени семејства и граѓани и улични животинки. Исто кога веќе сме кај хуманитарната зона, сакам да акцентирам дека всушност целиот настан, бидејќи под наша организација, под нашето здружение, ќе има хуманитарна нота. СХФ сите средства финансиски кои што ќе ги собере, ќе направи набавка со истите на детски играчки и на крајот од годината ќе ги подели за жал во детските болнички одделенија за дечињата кои што новата година и новогодишните празници ќе ги поминат таму. Една таква хуманитарна акција имавме минатата година, склучивме договор со директорката за белодробни на болницата за белодробни заболувања Козле, бевме многу топло примени, се надевам дека и годинава ќе имаме одлична соработка. Потоа ќе има food corner. Еве, Цеца, бидејќи ќе слави роден ден, да не се секира, ќе може да ги причести. Храна и пиење ќе има, Цеца. Храна и пиење ќе има работилници. Театар за тебе организира детска работилница, додека љубезност нашите колеги ќе организираат работилница, таа ќе биде за возрастни, за плетење и целта е зачувување на занаетите на нашите предци. Така што ќе има активности за сите генерации. Немаме таргет група и буквално би ја нарекла една убава попладневна малска дружба за сите генерации. Да, многу од 7 до 77. Сите што ќе и постари. И фамилиарно што ќе додат, секој може да се најде кач. Точно така. Долго ги спомена театар за тебе, може да се пријават дечињата, односно родителите да ги пријават на бесплатните работилници. Точно така. Доколку се уште има место, а дечињата сите овие информации се извинувам што те прекинав, сите овие информации да ги пратат на социјални медиуми, буквално е се напишано од А до Ш, со телефонски броеви како да се пријават, што вклучува работилницата. На која страна? На нашата на СХФ, на Second Hand Fix. За оние кои што не знаат така. За оние кои што не знаат, да. Добро, нека се пријават и за работилниците и за
како кажи за возрастните. Да, за плетење. За плетење. За плетење. Тоа мислам дека е една активност, еве психологот Тина мислам дека ќе се согласи со мене кога ќе те фатат живците. Тоа е една убава активност да буквално се опуштиш и да се смириш иако сме возрастни. Секаде по Европа има, не знам, појавен транспорт се движиш, барем сега во последно време е тоа живнато да си плетат, онака да си смирен и ем си продуктивен, ем правиш нешто за себе. Точно така, па еве јас ќе поздравам новата генерација што ги одржува во живот тие занаети. Тоа е нешто стварно многу убаво што не треба да дозволиме да изумре. Дефинитивно. Од секој аспект е убаво. Маја, тоа за тебе не важи, ти се на планиница. Ти имаш друга хобби. Сакам такви работи. Кога ќе стигне горе да се доопушти. Маја се качува по планините, значи нешто се качува, снима, готви на планини. Што Таман, кога ќе седне горе да изкаже Дај малку на пауза, уживаш во идеја за погледот. контент, Маја. Може. Да, Маја Знам, она правата плетка јас да ја плетам. Имам нешто основа. Јас не знам, ама Едното да се пријавам гостување, на сите со игли во рака, ве молам. Да, може. И вака, ќе се збориме Па како да. баба на чешма. Феноменално. До крај на емисија има да исплеташ цело шалче. Епа, Таман за зимово, едно шалче сигурно. Продуктивност пред се. Продуктивност. Каде си искачи последно, Маја? Затоа што навистина не само што ги скачуваш планините, уживаш во природата, не запознаваш со македонските убавини, природни убавини кои што ги имаме. Дигитален креатор рековме дека си и готвењето ќе го оставиме сега за при крајот на овој дел од емисијата. Се тоа доаѓа рака под рака, јас би рекла, заради тоа што за да имаш сила за да се искачиш на планините, мораш да внимаваш што ќе внесеш во своето тело за да те однесе до тие висини. Так. А инаку последно бев на Караниколичко езеро. Тоа е на Шар планина и сите три врва околу него, затоа што само едно езеро не е доволно за еден ден. За еден ден не е дај што даш уште малку нешто и трите врва околу ги искачивме. Шара наша изобилува со прекрасни убавини за кои што не сме свесни дека ги имаме. И секогаш кога и да се отиде, ти се отварат видици за нешто плюс и нешто дополнително дека ќе сакаш да го видиш. Јас од минатава тура сум воодушевена од јадење боровинки. Луѓе, јас повеќе боровинки во живот немам јадено. Значи, она се движиш и само јадиш. Еден момент Антиоксиданси имаш. витамини за сите пари, нема што нема. Значи се движиш, се сопнуваш дури од тежината на турата и имаш момент кога јадеш боровинки. Тоа е прекрасно нешто кое што навистина треба да го чуваме. Од друга страна не можам да не нагласам дека има и разочарување заради тоа што Шар планина е национален парк. Пред Шар планина јас бев на Доломити, каде што се воодушевив колку таму се чува природата и колку таму е внимателно вклопен човечкиот фактор заедно со природата и колку е секако што треба. А моментов со Караниколичко езеро ме изнервира делот дека видов луѓе што рибареа таму. Таму е строго забрането за риболов. Макар треба да е спортски ако веќе се наместени таму да рибарат, а не да ја уловиш рибата и да си ја земеш. Па ако денес јас уловам 2 риби, утре ти ќе уловиш 2 риби, што ќе остане на овој национален парк? Што ќе биде утре, што ќе биде задутре? Мислам, убаво се радуваме на тие убавини што ги имаме, ама не правиме ништо ако не ги сочуваме за идните генерации. Да. Одлично, ќе имате можности во кујната нешто повеќе да зборувате. Ирина, ќе се вратиме на вас, имате некои книги кои што ги донесовте за нас. Имаме и прашања, меѓутоа прво да ги покажеме книгите и да ни раскажете малку повеќе. Така, значи ова све тука не само книгите, вклучително и овој предмет. Мислев дека е само некој Мене декор. честопати знаат да ме прашаш што е највредното нешто што си го нашла, меѓутоа прашањето доди во насока на материјална тежина, а јас навистина не ги доживувам работите и уловите во случајов. На тој начин повеќе сакам да ги поврзам со емотивната вредност и она што мене ме прави на душата убава или што ме потсетува на некои убави моменти. Овде станува збор за колекционерски предмети. Прво би ја спомнала црвената застава, која што не е класична детска играчка, туку е колекционерски предмет и истиот со сопругот во 2021 на пазар за старини во Лјубљана го најдовме за некои си 3 евра. Меѓутоа приказната позади оваа црвена застава е поврзана со мојот покоен татко, кој што имаше идентична црвена застава, нормално кога ние бевме деца, и со таа застава одевме на зимувања, летувања, викенди, Скопска, Црна Гора, Тиквешко езеро, земање од училиште, враќање од училиште, и баш од тие причини ја донесов. Тука
да ја споделам таа приказна за да ме разберат луѓето што за мене значи добар улов. Да. Додека па ова се исто така, па јас би ги сместила во категорија на колекционерски предмети, тоа се стрипови, кои што ги имаме најдено исто со супруга за некој, не знам, некој пазар за старини или бувљак беше исто надвор од државата, околу 1 евро беше една книга. Тогаш првото синче имаше 3 месеци и рековме ова ќе биде за него, подарок за нова година, но се роди и второто синче, па сега треба да бараме подарок и за него. Мојата мајка секогаш се шегува, леле бро, вие вториве деца, као се што ќе остане од првото, тоа ќе се зема, тоа ќе се носат. И јас викам, па да, викам, вторите деца се секој хендаши секогаш. Што остане читаво, тоа е за нив редовно оди. И да е голямо нели од облека нешто ќе го нарасне. Ќе му се најде, да. Ќе му се најде. Ме интересира колку Македонија се ослободува од предрасудата еве дека облеката од втора рака значи нешто ефтино или неквалитетно. Ова мојот одговор е секогаш ист дека полека се разбиваат стереотипите на срам и престиж кога е во прашање оваа култура. Мислам дека одиме во една правилна насока. Покрај, мислам, сето ова е култура со децении во европските метрополи, камоли во светот, но сега имам чувство дека почнува ова кај нас да се прифаќа во изминативе неколку години. Единствено нешто што ме плаши е дека капитализмот и ова ќе си го присвои како свој тренд, затоа мораме ние како заедница цврсто да се држиме и апелираме до моите колеги кои што имаат продавници за продажба на облека и предмети од втора рака да бидат многу внимателни со оформувањето на цени и да разберат дека еден полиестерски фустан не може да биде иста цена со полиестерски фустан во продавница за брза мода. Така што се претерува со цените. Се претерува со цените, па да, затоа се плашам дека ова ќе стане, дека капитализмот ќе го глотне и овој тренд ќе си го присвои. Дека ќе се изгуби целта и идејата позади цела оваа култура за која што ние се залагаме, а тоа е намалување на отпад кој што и како го има не само во Република Македонија, туку во целиот свет. Така. Ќе направиме тука пауза во кујната со Маја. Супер. Маја, знаеш каде е кујната, може да продолжиш. Ќе направиме еден брз рецепт, бидејќи им споменавме и на гледачите. Ќе направиме рецепт со Маја, всушност Маја ќе го прави рецептот, а јас само ќе асистирам Маја. Јас ги земав и листовите и телефонот, не ми требаат. Ќе стојам тука. Што имаме овде, Маја? Денес спремаме бабагануш. Како? Бабагануш. Многу интересно. Тоа е намаз од Блискиот Исток, во кој што главна состојка е модриот патлиџан. Кај нас е доста луѓето знаат да кажат не јадам модер патлиџан, не ми е убав, не е вкусен, не се пронаоѓам во него. Меѓутоа ние треба да сме многу среќни затоа што сме во една таква клима каде што имаме изобилие на прекрасни овошја и зеленчуци, меѓу кои што и модриот патлиџан, јас би рекла кралот меѓу зеленчуците, особено периодов кога е тука. За веганите тоа е исто месо во исхраната, затоа што е полн со протеини. Така, и треба да даваме слободно да правиш. Треба да даваме шанса на ваквите вкусови за да ги експериментираме и да ги мешаме во исхраната. Така да модриот патлиџан може да се додава и меша во се, во случајов, благодарам. Колку модри може една патлиџани вилушка само. Може една вилушка? Сега ми Колку текна модри дека. патлиџани Па може 2 со средна големина. Тоа е пак нели релативна работа, ама секогаш велам нема потреба да се водиме по екстра мерки некои во рецептите кога ги правиме. Значи ова е модер патлиџан испечен претходно. Убаво е да биде испечен затоа што го добива оној чаден вкус при тоа во конзумирањето. Така. А на него му додаваме тахини паста, тоа е сусамов таан, кој што јас вака го направив со додаток на ладна вода и тахините? сусамова паста, која што се додава во вкусов дополнително. Тоа се купува, Маја, или се прави? Таанот е во тегла, го има во Добре. Секаде може да се најде. Јас му го видоизменив малку составот со тоа што за да се добие ваква паста треба да се измеша со коцки лед и со студена вода. За ваква текстура, иако не е грешка ни како што си е да си се искористи. Така да додава на нутритивни вредности во истото. Може да биде, не знам, храна за следното мезе. Може да биде инаку е идеално и за сега постите. За оние кои постат да си го додадат во исхраната. Не е мрсно. Одлична опција, без лукче или ништо.
се додава во се. Гостите ќе сакаат после да пробаат. Апсолутно. Значи ние тоа Не е веќе проблем имаме. дека има лукче, нели? Ај може и вака. Да, штом го направи Маја, ќе си поставиме за време на рекламите, ќе пробаме, па ќе кажеме какво било. Ќе се вратиме Дегустацијата. во емисија. Супер, уште некои Вака. 3 минути имаме, Маја, до крај на... Додаваме лимонов сок, сол и бибер. Мераци. Позади камерите имаме Да, тоа коментари. го слушам. Да, што значи чувајте и за Тоа е мене. мераци. Може Тоа да значи биде чувајте за опција мене. и за со мезена трпеза, сендвичиња да се подготвуваат. Еве, имаш комбинации, лепчиња, да, јас затоа донесов за сервирање. И Ма, на црвен лепчињата пипер ќе ги се ставам. додава и тоа е тоа. Мислам, премногу едноставно нешто кое што вреди да се проба. Не смеат луѓето да викат не ја пробувам оваа комбинација. Мислам, давајте шанса на новите вкусови секогаш, затоа што вреди да се да вреди да дадеш се шанса, проба. па Па, ако после не ви речи се еј допаѓа, можеби да. не ми е убаво, Така е. можеби не знам. Се согласувам. И јас еве ќе малку пробам од ова, не црвен сум пробала. пипер. Многу интересно име има. Има легенда дека се вика баба гануш. Во арапскиот јазик баба значи татко, а гануш значи разгалено. Легендата вели дека некоја девојче татко и бил болен и не можел воопшто ништо да јаде. И на неа и текнало да направи модар патлижан и да ги измеша сите овие состојки, Така. за да му подготви храна. И заради тоа таткото бил разгален, така се нарекло, а меѓутоа било превкусно јадење кое се додало во неговата исхрана и затоа го има ова име. Сакаш со лажите? Може би да. Многу интересна легенда. Легенда, да. Сега вистината, не знаеме дали е на вистина така, ама интересен некако податок. Супер. Уште еднаш, Маја, мислам дека имаме уште некоја минута време, уште еднаш само состојките да ги кажеме, два мудри. Стојките се едноставни. Модар патлиџан печен, Добро. тахини сос, тахини паста, лимонов сок, сол, бибер и тоа е тоа. И црвен лукче. пипер. Ова е нели Лукче. вака онака, Вака како за вкус, додаток сакаш да кажеш, да. за шмекче да се добија. Едноставна работа што вреди да се експериментира. Богати сме со нутритивни овошја и зеленчуци и треба да ги вклучуваме цело време во нашата исхрана. Така, верувам дека барем гледачите кои што не следат ги запиша. Уште еднаш ќе ги Во кажеме во спротивно текот на може да ме емисијата. заследат на Let's Cook Delights, каде што споделувам цело време нутритивни и богати оброци, кои што ќе им бидат во прилог во исхраната, еве доколку постат, па и да не постат, убаво е да Да. го испробат овој рецепт. Така, одлично. Секако нека останат гледачите заедно со нас. Ние ќе го пробаме за време на рекламите рецептот кој што ни го направи Маја и се враќаме за кратко. Вие гледајте ги рекламите, па повторно се враќаме во студио.